Наредниве минути за спортскиот настан кој што со нетрпение го очекуваме. 11 мај Скопје трча 10 километри. Сите оние кои што сакаат да бидат дел од спортскиот настан имаат само уште неколку дена за пријавување. Да, како може да го сторат тоа, каков е интересот досега, како ќе биде организирано годинешното издание на Скопје трча 10 километри и дали очекуваме дошт или сонце? Ќе видиме, Тоа ја прашуваме Гордана Николовска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. И одма да одговорам, не знам што ќе очекуваме, меѓутоа што и да се случи, какво и да е времето, надпреварувачите доаѓаат спремни, за нив не постојат временски непогоди. Впрочем, некогаш им е полесно да трчаат на дожд отколку кога има сонце, но секогаш кога има вака променливи температури, кога и да се случува да има и обилни дождови, како доаѓа стартот, престанува дождот. Така. И Господ не прати. Може би никако најсоодветно за вакви спортски настани е облачно со повремени сончеви периоди, бидејќи така им е најлесно на сите оние кои што трчаат, а бидејќи ги има навистина многу од година в година. Колку до овој момент имаме пријавени, Гордане? Во овој момент 1350 пријавувањето се уште е отворено и последните денови тоа се зголемува во огромни, да речем, размери, неочекувано. Секогаш колку беа лани? се чекам. 1500 надпреварувачи. Оваа година очекуваме 1500 најмалку да имаме надпреварувачи кои што ќе учествуваат на ова 9-то издание на меѓународно издание Скопје трча. Сабајлево проверив со спортскиот директор Кире Синадиновски, ми потврди дека имаме 14 земји учеснички. Оваа трка има сертификатна патека, значи е трка која што е влезена во светскиот календар на улични атлетски трки, исто така може, значи покрај тоа што резултатите се валидни, може да се обезбеди норма за учество на европско светско првенство на улични трки на 10 километри, така да тоа е она тежина што ја дава или што ја карактеризира оваа трка дека е наистина квалитетна. Кои се условите за пријавување? Треба да се спремни надпреварувачи. Ова не е рекреативна трка. Да, е за рекреативци, но не за оние кои што пред 5 дена рекле ај да се пробам, не сум трчала одамна па да се пуштам, не. Значи ние двајца само со транспаренти. Со транспаренти. И јас ќе ви се придружам со транспарентите. 10 километри е сериозна дистанца. Учествуваат надпреварувачи од клубови, од атлетски клубови, но и од трчачки дружини, индивидуалци од компании, оние кои што се навистина спремни. Во стартот имаме 5 зони. Секој надпреварувач си го знае од прилика времето кое го трча или кое му е предвидено. И за да се направи распоред на трчањето, да не застанат оние што се најбавни напред, па им сметат оние што се брзите, што навистина им е важно времето за кое ќе завршат. Така е и во цел свет имаме 5 зони и према предвиденото време сами се пријавуваат. Но покрај зоните временски кои што се предвидени за трчање, ние имаме и старосни категории. Наградуваме најдобри учеснички и учесници во старосни категории од 35 до 44, од 45 до 54 и над 55 години. И тоа што е оваа година новост, сакам да кажам дека имаме една одлична соработка со кошаркарски клуб, каде што членуваат учесници со попреченост или инвалиди. Инклузивни? Ние сме секогаш инклузивни, меѓутоа на наша покана, на моје лично инсистирање ги молев да се соберат што е можно повеќе за да се направи категорија, значи најмалку тројца треба да има во категорија. Имаме 3 девојки, имаме 9 момци кои што ќе туркаат, ќе застанат секако од безбедносни причини на последната линија, затоа што не се видливи, нив им е тоа јасно и на наше големо задоволство прв пат во Македонија во склоп на официјална трка, официјален атлетски надпревар, ќе имаме заеднички старт и ќе ги прогласиме најдобрите во оваа категорија. По која патека ќе се трча? Која ќе биде релацијата? Се стартува на булеварот Илинден на пешачкиот премин кај познатото Матично, да кажам. Пред собирањето е на платото кај фонтаната Лотосов цвет.
Се стартува точно во 9 часот, трчаме во правец кон Карпош 4 до крај Линденска, тука вртиме лево, ја поминуваме Никола Парапунов улицата, стигнуваме до Партизански одреди булеварот, каде вртиме десно до Влајко. Полукружно се враќаме до Сити Мол, полукружно, повторно на Никола Парапунов и влегуваме на Линденска, завршуваме на истото место каде што е стартот. Тоа е еден круг, ќе имаме на 3 места освежителни станици, ќе имаме бендови, музичари долж патеката, каде што ќе бодрат, ќе им дадат една свежина на надпреварувачите, а по завршувањето на трката ќе имаме бенд, ќе имаме добра забава, учесниците достанат да се подружат, да не биде денот само за протрчување, туку да има малце повеќе дружење. Има и награди? Награди, да. Награди и парични награди даваме од прво до петто место. Од прво до трето ќе добијат пехари, но од прво до петто место даваме парични награди во машка и женска категорија и наградниот фонд е 160.000 денари. Рете да спомениме дека сите овие трки кои што ги организирате низ годиниве се своевидна радост не само за оние кои што учествуваат, туку и за сите оние кои што гледаме, стоиме, поддржуваме од страна Ветрев грб, им е потребно секако на сите оние кои трчаат. Ова е настан кој е настан за пријателите, настан за семејството, настан за сите оние кои што сакаат да го организираат својот ден со убава мисла, па така дојде идејата низ годиниве да се пишуваат транспаренти, да им се дава најразличен вид на поддршка и од страна на надпреварувачите. Се надеваме ќе ги има и оваа година. Секако. Знаете, многу работи тешки ни се случија. Некако не може да не заобиколи тој облак на некои лоши работи, на некои трагедии што ни се случуваат. Мора да копаме по доброто, мора да копаме по позитивната енергија. Ние создаваме настан низ годиниве каде што има позитивна енергија. Позитивните работи помалку се паметат од оние лошите. Сите оние кои што не трчаат, кои што немаат никаква допирна точка со спортот и не ги интересира воопшто, ги поканувам да дојдат на една убава позитивна атмосфера. На почеток можеби ќе гледаат зачудено, но верувам дека таа еуфорија ќе ги обземе и верувам дека таа позитивна енергија ќе стане заразна. Време е да ни се случуваат убави работи, сообраќајот ќе биде затворен, се извинувам на сите жители на Скопје, но ќе биде затворен за убава работа, ќе биде затворен за убави навики за спорт, нема да биде затворен за протести, така да ги молам за трпение, но во секој случај има простор од секоја точка како да се излезе на партизански одреди. Сите оние кои што немаат никакви планови на 11 мај ги молам да излезат да ги поддржат надпреварувачите, нека понесат со себе било какво мало звучниче кое го имаат дома, нека пуштат музика, затоа што верувајте, надпреварувачите се најблагодарните спортисти и цел живот ги памтат и ги прераскажуваат оние моменти кога некоја баба излегла со послужавниче коцки шекер да им даде. Тоа една коцкичка шекер многу им значи на надпреварувачите да завршат. И тие работи што нас македонците не сплатуваат, она солидарност, гостопримство, и тоа треба да ни остане како наш белег. Да го чуваме, да. Така е. И за крај секако околу другиот маратон, Скопје Визер? Тој е во полнек, во големи подготовки, 21 издание ќе биде, првата недела од октомври е резервиран, пријавувањето е отворено, ги поканувам сите учесници да со време да се пријават, затоа што како оди времето така се менуваат да нема плачки, да нема плачки, да плачки и оправдание. Извинете, не бев тука, ако може да се пријавам, да. Има време, тоа е наш најголем настан и мене ми е драго кога некогаш на мапата ќе не препознаат и нешто добро организирано и каде што вадиме и квалитетни надпреварувачи, не само да биде организацијата најдобра што се може, туку дека вадиме веќе еден добар крем од атлетичарите. Супер, имаме убави настани. Некако изминативе години дозволивме малку да не надвладе аматеризмот и многу убави настани некако да влезат во сенка, но мислам дека секи се дојде на свое место и колку повеќе даваме приоритет и простор за вакви теми, толку подобро за целото општество. Апсолутно. Пред 15 години ретко кој трчаше во Скопје, не беа препознаени подобро. Културата е веќе друга денес. Културата се смени, веќе трките се зголемија, секој град има своје обележје, мене ме радува дека стануваме
зависни од убави навики. Така. И тоа ни е потребно апсолутно. Убав крај. За убава реченица за крај. Ние се Благодарам. гледаме на 11 во парк, гледаме. Ване фломастирите и хамирите ги подготвивме во меѓувреме. Да, уште годинава ќе излеземе со транспарента, од следна ветуваме ќе се потрудиме да бидеме и дел од тркачите, барем на Скопје Визер, таму има и за аматери категории за разлика од Апсолутно тука. има, да. И ќе ве држам за збор. Па може и годинава. И годинава не е А доцна се да сеќавате што ви кажувам секоја година кога Може ќе и дојдете годинава. тука. Леле, заборавив да се пријавам. Јас сум то тие пропуштив. Не бев тука. Па добро може онлайн да се пријави Јас ќе те човек од посетам, секаде. да. Благодарам, Гордана. Благодарам. Благодарам и на вас.